Неодамна алармиравме за опасната загаденост на воздухот во Скопје и побаравме градот да превземе неопходни мерки. ВМРО ДПМНЕ не прифати да дебатира на оваа тема, а градоначалникот Гоце Трајановски иронично изјави дека СДСМ ја откри Америка. Во меѓувреме, Скопје стана неславен рекордер, најзагаден град во светот. Скопјани и натаму дишат на жабри и се надеваат на ветер и дожд, бидејќи заради неодговорниот однос на градските власти, ова засега е единствениот спас. По најавената прошетка на Трајановски за допрва да открие кој всушност ни го загадува воздухот во градот, стравуваме дека оваа состојба може да потрае. Затоа го подсетуваме Гоце Трајановски и политичката опција на која и припаѓа, дека тие директно учествуваа во зголемувањето на нивото на загаденоста на воздухот во градот. Да почнеме со нивните преродбенички проекти, меѓу кои е и Скопје 2014. Неговото спроведување, непланско и спротивно на сите урбанистички начела и правила, резултира со ископи, огромна прашина, сечење на дрвореди. Парковите заради мегаломанските споменици се прекопаа, како паркот Жена Борец. Парковите и зеленилата преку ноќ се претвораат во градежни маркици за наводни катни гаражи, административни згради, без оглед на противењето на граѓаните од центар. Насилно и на брзина се сечат цели дрвореди, без да се води сметка за запазување на неопходниот стандард кога се работи за зеленилото. Се исекоа дрва наводно двојно повеќе од неопходното заради грешка во одредувањето на трасата на жичарницата. За обиколницата не се користи, не се воведе режим, заради што низ градот и натаму се возат товарни возила, шлепери, камиони и така натаму и така натаму. Поради сето ова, како и многу други причини, јавно изјавуваме дека ќе продолжиме нон-стоп да ја откриваме Америка. Се додека градоначалникот и владеечкото мнозинство на чело со ВМРО ДПМНЕ не разберат дека Скопје има проблем со воздухот и дека се должни да ги преземат сите неопходни мерки согласно Законот за квалитет на амбиентален воздух и задолжителните акциони планови за квалитетен воздух. А дотогаш, на градоначалникот му предлагаме конкретна мерка, на граѓаните да им подели бесплатни маски. Благодарам.